Поречиси 2 години од носењето на законот за употреба на македонскиот стандарден јазик, инспекторатот формиран за негова заштита се уште нема вработено ниту еден инспектор, како што објаснува директорката на инспекторатот Минча Андреева. Причината за ова е тоа што Министерството за финансии се уште не им го одобрил годишниот план за вработување. Дополнително и по усвојувањето на планот, идните инспектори согласно закон ќе мораат да поминат 12-месечна обука пред да започнат со вршење надзори. Чекаме одговор во секој момент. Значи, јас се надевав дека ќе имам до 31 декември можност да објавиме конкурс за вработување на инспектори, но верувам дека тоа ќе се случи многу скоро, бидејќи ги правиме сите напори и се што е во наша моќ да бидат вработувањата да се случат колку што може побрзо. Министерот Зоран Љутков најави дека буџетот за култура и туризам во 2026 година ќе изнесува над 8 милиони евра, или за 8% повеќе од претходната година. Очекува да биде завршена реконструкцијата на Скопското кале и МНТ, да започне реставрацијата на аквадуктот и да биде оформена канцеларија која ќе ги креира проектите за проектот Скопје Европска престолнина на културата. Тој е генерално задоволен од постигнатото во ресорот, но финалната оценка вели ќе ја даде премиерот. Од 1 до 5, вака, јас би дал 3,5, бидејќи како што кажав, во оваа година и пол работевме на многу законски измени, на поставување на темели, на фузирање на културата и туризмот. Јас ја работам својата работа. Премиерот е тој кој што ги назначува министрите и премиерот е тој кој што ги разрешува министрите. Во однос на универзалната сала, Љутков посочи дека обезбедена нова документација и е објавена нова јавна набавка за нејзина реконструкција, откако првиот тендер пропадна.